Добро вечер, тредневник на К3. Локалниот совет за превенција да се одржува секој месец, да се зајакне довербата меѓу граѓаните и институциите преку продолжување на соработката помеѓу полицијата и граѓаните. Во мешаните етнички средини во Куманово да продолжат соседските патроли, а граѓаните во местните заедници да побараат совет и помош од полицијата. Ова меѓу другото се дел од заклучоците кои беа донесени на денешната седница на локалниот совет за превенција. Намалување на криминалитетот и поактивна улога на полицијата во расчистување на криминалните действија бележи статистиката на СВР Куманово за првите 6 месеци од годинава. Командирот на полициската станица од општа надлежност изјави дека расчистувањето на прекршуците од јавниот ред и мир е речиси 90%. Ги повика институциите и родителите да обрнат внимание и заеднички да работат за да превенираат малолетници во вечерни часови да конзумираат алкохол на јавни површини и да ги вознемируваат граѓаните од централното градско подрачје. Во Куманово од страна на угостителските објекти имаме поплаки од граѓани. Потоа се среќаваме со нарушување конзумирање алкохол на јавни места во ноќните часови, и тоа за жал од деца. Се уште има такви проблеми што децата во угостителски објекти не им е дозволено присуство после 24 часот. Меѓутоа, децата се надвор на улица. Мора да апелираме до граѓаните, до родителите, овие деца да се прибираат дома, не да бидат на улица. Покрај конзумирањето на алкохол, нормално се и нарушува јавниот ред и мир со викање, со галамење, со разна работа. Морам да апелирам до сите институции, до граѓаните, како командир. Летен период ни се појавува за сега, ова година немаме. Меѓутоа, минатите години ни се појавува кражби на дрзок начин, со насилно тргнување на ланчиња, златни ланчиња од врат, на претежно тоа беше од жените. Ланчиња се крадеа, имаше минатата година неколку случаи, така да апел е да се внимава во тој дел грабнување на торби. Мора сите заеднички да обратиме внимание и апелирам секој што добие некоја информација интересна за расветлување на овие кривични дела, веднаш да ја достави таа информација према СВР Куманово. Првото полугодие има помалку сообраќајки, но сепак има поголем број на жртви, дури 9. Покрај непочитувањето на правилата и прописите, општината мора да обрне внимание на сообраќајната хоризонтална и вертикална сигнализација. Турканици има и поради паркирање на главните сообраќајници, булевари и улици во градот. Како најчести причини за случување на сообраќајните незгоди се непрописно движење, односно недржење страна на движење, недавање првенство на минување во однос на пешаци, како и прекршоци што ги чинаат пешаците. Непрописно пристигнување, алкохолот и други прекршоци. Од страна на оделението за полиција континуирано се превземаат превентивни и репресивни мерки. Во делот на превентивните мерки бележиме зголемување на бројот на повикани лица за сообраќајни полуки, што доста допринесува за подигање на свеста кај учесниците во сообраќајот, а посебно кај најранливата категорија учесници, пешаци, велосипедисти, моторциклисти. Од општина Куманово сметаат дека полицијата, институциите, вклучително државните и општинските, мора заеднички да работат и со тоа да се врати довербата на кумановци во полицијата по случувањата од 9 и 10 мај. Ке продолжат соседските патроли. Соработката помеѓу полицијата, родителите и децата ке следи и во летниот период. Воедно и советниците и сите оние кои сакаат да учествуваат во мешаните патроли ке патролираат по етнички мешаните населби. Сите униформирани припадници кои функционираат на подрачјето на градот, армијата, полицијата и пожарникарите ке организираат заеднички отворен ден и ќе им овозможат на децата да ја видат нивната работа и нивниот придонес во локалната заедница во која функционираат. Под мотото "Повлечи потек, заштити го својот имот навреме", секторот за превенција при СВР Куманово организираше посета на жителите од местната заедница Железничка станица. На средбата представниците од секторот за превенција разговараа околу модалитетите на соработката, се со цел заштита на сопствените имоти на граѓаните на општината.
Жителите од местната заедница Желеничка станица на представниците од секторот за превенција им ги презентираа проблемите со кои се соочуваат, а воедно ја поздравија посетата која значително ќе ја подобри комуникацијата и соработката. Одсек за превенција веќе е втора година како спроведува помеѓу другите проектни активности и проектот Соседска патрола. Значи, наши полициски службеници во соработка со локалното местно население да извршат обиколка на одредено населено место во размена на информации и сознанија во врска со безбедносната состојба од областите што ги покрива полициското работење, а тоа е криминалитетот, јавниот ред и мир и безбедноста во сообраќајот. Особено, значи, во текот на летниот период ги интензивираме ваквите средби со граѓани практично на терен, се со цел да се укаже на опасностите, односно ризик фактори од вршење на кражби, измами, разбојништва, безбедноста во сообраќајот, што најмногу влијае на тоа, како да се заштитиме, а се со цел да превземеме заеднички мерки за да заедницата каде што живееме направиме побезбедна за сите граѓани. Денеска сме овде во населба Железничка станица, прифатени значи од претседателот и од местното население. Претходно имавме состанок на советодавна граѓанска група за оваа подрачје и со членовите на ова неформално тело, значи извршивме веќе свега сме значи во обиколка на населеното место кое што го фаќа подрачјето на населба Железничка станица. Конкретно денеска имаме за задача значи информирање за заштита од кражби во текот на летниот период кога домовите нели ги оставаме, одиме на одмор, на гости или по било кој основ не сме дома. Разговаравме за околу превенции за сите било кражби и други проблеми кои се јавуваат овде. Така им кажавме на некои наши проблеми кои ги имаме. Моментално имаме сега задња недела една помалку од поголема кражба на бензинска пумпа, така да и по некои ситни гаражи кражби имаме тука. Друго многу брзо возење од страна на брзи возила доле на главната улица. Тоа бараме да се постават лежачи полицајци и обавезно да имаме 24-часовна дежурна служба од полиција. Тоа не е превентива која да патрулира овде по улицата, да ги види народ дека има полиција тука, тие се желни да видат полиција тука, да видат сакат да се заштитени. Во наредниот период секторот за превенција ќе продолжи со слични активности преку посета и на други населени места во Куманово. Водостопанското предпријатие Кумановско-Липковско водостопанство не може да гарантира континуиран дотур на вода, бидејќи е финансиски зависно од водовод. Од водостопанство вела дека сите цевководи за дотур на вода се отворени и немаат врска со никаква политичка одлука за стопирање на водата. Првиот човек на ова јавно предпријатие, Филип Филиповски, беше гостин во Дневникот на К3 и посочи дека решение на долгогодишниот проблем на Куманово е во диалогот и превземање на заеднички мерки, а не мешање во политиката. Гостин во Дневникот на К3 телевизија е господинот Филип Филиповски, директор на јавното предпријатие Кумановско-Липковско поле. И во овие неколку минути ќе имаме можност да поразговараме за состојбата со водоснабдувањето во градот. Господине Филиповски, во изминатиот период Куманово имаше проблем со водоснабдување, односно немаше вода. Чија е одговорноста за она што му се случува на Куманово? Мислам на законската обврска. Најпрви добар ден за гледачите на К3 телевизија. Поздрав до вас, до прв пат доаѓам во студиото, комотно е да се биде присутен во вашето студио, во вашата телевизија. Одговорно е, како одговорно лице, наша одговорност е да објасниме, мој и на директорот на комуналното предпријатие, тука и градоначелникот како прво одговорен, што се случува и зошто кумановчани низ за години наназад се соочуваат со проблеми со водоснабдување. Може би се 5-6 години така, во прашање, континуирано. Континуирано, последните 5-6 години имаме поинтензивно, понагласени проблеми со водоснабдување, меѓутоа проблемот се провлекува години наназад. 20 на години Куманово во летните периоди има проблем со дотур на вода до филтер станица. Мислам дека во иднината, доколку не се инвестира во цевководи, во делот на дотур од филтер станица до средна, ниска и висока зона во комунално предпријатие, меѓутоа тоа е нивна обврска, ќе има дополнителни проблеми. Одговорноста во однос на законот е прецизна. Водостопанство акумулира вода во акумулации Липково и Глажња, ги чува тие со протокол за вода, количини на вода, доаѓа заинтересирано комунално предпријатие земјоделци, подпишуваат договори и водостопанство согласно тој договор испорачува вода. Значи, согласно законска обврска,
Таков договор нема подпишано од страна на комунално предпријатие, се одбегнува подпишување на таков договор со образложение, порано образложение беше високата цена, сега кога понудивме цена од 4,25 денари плюс дополнителни законски давачки, ДДВ и законот за води 2%, се случува да се наоѓа нов разлог, мерните инструменти се контестираат, согласно законот е дефинирано не дека менеджерскиот тим барат мерните инструменти да се постават на тоа место. Законот кој го пишувал ова гарнитура на СДСМ, кога биле на централна власт и го донеле, не го почитуваат. Значи тие донеле закон, мерни инструменти да се постават на точка на снабдување со вода. Тоа што Водовод Куманово години наназад, тој цевковод го заборавиле и воопшто го немаат или го имаат во владење е нивна предност или слабост. Мислам дека голема слабост затоа што на тој вод по нивно укажување има приклучено диви приклучоци и доколку ги има загуби на вода, така. Доколку ги има обврска на Водовод Куманово е да пристапи кон регулирање на обврски на тие граѓани кои се приклучени на тој вод и нивно исклучување или пак евидентирање. Такво нешто не постои. Значи не постои никаква волја, никаква желба од страна на Водовод да се тој проблем реши. Значи, во конкретниот период не стануваше збор за затварање на вентилите од страна на Водостопанско Липковско поле, меѓутоа морам да нагласам дека Водостопанство направи обиди минатава година, пушти сите количини на води што ги имаше, ги пушти кон Водовод Куманово, имавме огромни загуби на вода, имавме среќа што имавме врнежлива година, хидрометеоролошката состојба беше поволна, не се случи празнење на браните. Доколку дојдеме во ситуација да водостопанство не функционира заради неплаќање на обврските или делумно плаќање на обврските од страна на Водовод Куманово кон водостопанство, ќе се случи да имаме празнење на акумулациите Липково и Глажин. А тоа ќе биде проблем и одговорност и на водостопанство и на целиот град и на целава држава. Тоа не смееме да си го дозволиме. Така. А дали и овој пат ќе ви го поставам прашањето сега во студиото на К3 телевизија, кризата со вода има политичка позадина? Па од страна на водостопанство Кумановско Липковско поле секако дека нема. Значи водостопанство има интерес да ја продава таа вода и да ја продава, да дистрибуира услуга на акумулирање и дистрибуција на вода и за тоа да наплати, да ги обнови со тие пари и да ги одржува хидротехнички објекти, браните, цевководите, да функционираат луѓето на терен, да земеат плата согласно законските обврски и како предпријатие да се ја врши основната дејност. За жал ќе кажам, откако е дојден Дамјановски како градоначелник, имаме тотално уништување на комунално предпријатие Водовод. Значи вината и поставување на целите обвинувања кон водостопанство немаат реална основа. Зошто? Затоа што водостопанство како тако не е задолжено предпријатие. Се трудиме да ги плаќаме обврските кон нашите добавувачи и да не направиме долгови какви што има Водовод Куманово. За жал, никој не дискутира дека Водовод Куманово не плаќа електрична енергија или делумно плаќа обврски за количини на вода, има долгови од 5-6 милиона евра, што се огромни како предпријатие, кои ги должи кон добавувачите, кои фирми сигурно морале да ги затворат своите предпријатија поради неплаќање на обврските на Водовод кон нив. Кризата со Водовод се случува од доаѓање на Дамјановски. Порано Водовод Куманово во минатово работел како успешно предпријатие, остварувале, имаат монополска позиција и единствена улога дистрибуција на вода кон граѓани и собирање на фекална канализација. За жал ќе кажам, Водовод не си ја врши основната дејност за која постои, а има монополска позиција. Граѓаните на Куманово кои плаќаат вода на Водовод Куманово имаат право и обврска да си бараат зададената услуга на дистрибуција на вода и зададеното право Водовод да се врши зашто и формирано како предпријатие да ја врши својата приоритетна дејност, тоа е водоснабдување и одведување на канализација. За жал ќе кажам, граѓаните плаќаат 6 денари за канализација, 10 денари за прочистителна станица, услуга на дистрибуција на вода не добиваат во летните периоди кога водата е најпотребна. Зошто? Треба да се побара образложението од самиот градоначелник на градот Куманово. Дали градоначалникот, првиот човек на градот, свика координација кога настана овој проблем со сите вас и побара решение за надминување? Па за жал оваа година не побара координација, минатава година имавме еден состанок, претходната
2012-13 исто имавме состаноци во кризните периоди. Сега се бара политичко решение на кризата затоа што водостопанство правно ова што јас го зборувам го има докажано на надлежни судови. Има побарување, меѓутоа судот кој исто така градоначелникот се жали дека и неговата политичка партија го контестира, судот му дозволува на јавно претпријатие Водовод и на општината да бидат заштитени како бели мечки во природа. Значи Водовод Куманово може да троши пари на месечно ниво до 14 милиона денара, да не плаќа кон другите доверители или по нивна желба на кого сака да пушта пари. Тоа е недозволиво во ни еден друг град во Република Македонија. Тоа го нема. Например, во Струмица, од сметка на водостопанство предпријатие, нивниот лидер Зоран Заев, негова фирма има наплатено 500.000 евра побарување од водостопанство. И тамошното водостопанство е пред колапс и ликвидација. Прашање дали ќе може да функционира. Од една страна, каде што им одговараат, нивните фирми побаруваат обврски, ги наплаќаат, им одговараат судовите, од друга страна ги контестираат и политиката на централна власт и судовите. Мислам дека многу вешто манипулира Дамјановски последните 3 мандати со граѓаните на Куманово, со институциите, а граѓаните на Куманово сами се свесни што се случува во делот на комуналните предпријатија, кои се виталните за живење во Куманово. Ако платите комунали од 10, 15 или 100.000 евра за изградба на зграда, треба да добиете нови цевководи, нови канализации и асфалтирани патишта и тротоари. За жал во Куманово не постојат тротоари затоа што луѓето одат по коловозот каде што треба да се движат возилата и да се обвива сообраќајот. Ако се погледне целокупната слика, не е проблем само водоснабдување, туку и целиот урбан живот во Куманово. За жал, на нас кумановчани тоа ни се случува. Имаме хаос во сите јавни предпријатија управувани од луѓе управувани од Дамјановски. Оваа криза ќе се провлекува и за жал може да ескалира со празнење на акумулациите и со неможност, односно немање на дистрибуција на што да дистрибуираме кон водовод. Тоа е за жал. Градоначалникот Зоран Дамјановски на локалните избори 2013 за жителите од населбата Гоце Делчев вети реконструкции на улици, уредување со зеленило и изградба на градинка во населбата. Но досега ништо од тоа не е реализирано, посочиот општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на денешната пресконференција во Гоце Делчев, која се одржа на барање на жителите од местната заедница. Оттаму го повикаа Дамјановски да престане со изговори и да се зафати со работа и решавање на проблемите на градот. Градоначалникот Дамјановски заборави на ветените реконструирани улици, тротоари, пешачки патеки, реконструкција на дотрајните скали за пристап до повеќе згради и уредување со зеленило во населбата Гоце Делчев, која е една од најголемите и број над 5000 жители. Гоце Делчев од некогашна модерна урбана населба сега е запоставена, без никаква грижа од локалната власт, која пред изборите предвидуваше бројни проекти, за кои нема повидок дека ќе отпочне да ги реализира, посочи од општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на денешната пресконференција која се одржа на барање на жителите од местната заедница. Значи, како што знаете, беше ветена поправка на скалите од улица Никшичка број 10, 12, 14, 16 од Супер Срк до градинката и училиштето и обновување на скалите на улица Никшичка број 2, 4, 6, 8, 10. Можете да видите во каква состојба се наоѓаат, но и целото нивно обкружување. Ова е само едно од многуте ветувања кои досега требаше да се реализираат, а не се ниту започнати. Пред изборите 2013 беше ветено и реновирање на скалите од улицата Лесковачка број 1 и 2, поставување на лежечки полицајци на улицата Титова Митровачка, на истата улица од број 12 до број 49 да се искористи празниот простор за правење на парк, клупи, фонтани, зеленило, осветлување и слично. Тампонирање на паркингот пред Житомелската зграда, поставување на клупи и позеленување на улицата Тоде Думба број 88, 90, 92, 94. Обновување на патот кон зградите и правење на скали покрај гаражите од зградите надолу. Регулирање на сообраќајот на раскрсницата на булевар Трета Македонска ударна бригада и улицата Бранко Богдански Гуцман, кај 2 Елена, со поставување на
хоризонтална и вертикална сигнализација, семафори. Засилено и редовно одржување на хигиената и зелените површини околу зградите, изнаоѓање на локации за зелен пазар, поставување на автобуски постојки из целата населба, урбана опрема. Покрај решавање на инфраструктурните проблеми, градоначалникот вети изградба на детска градинка, која и во третиот мандат не отпочна со изградба. Порачуваме првиот човек на градот да престане со изговори и да се зафати со работа во насока на решавање на проблемите на граѓаните, чие трпение и толеранција е при крај, додаваат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. По пресконференцијата на ВМРО ДПМНЕ, Дамјановски со одговор во кој ги оправдува барањата на жителите во населбата Гоце Делчев со најава дека голем дел од проблемите наскоро ќе бидат решени. Можда е оправдано разочарување на граѓаните од населбата Гоце Делчев, бидејќи тоа е една најурбана населба, таа најурбана населба е дел од работата на локалната самоуправа, меѓутоа скалите кои се ветени во моментот се работи изведен проект кој ќе биде во тек на ова година тендеришен и изведен. Регулирање на зелените површини во програмата на ЈП Чистото и зеленило и сукцесивно одиме со уредување на тие површини, бидејќи е еден поголем проект и изискува поголеми средства, зашто општина Куманово во овој момент не е способна да ги сервисира сите тие потреби. Што се до семафорската сигнализација, сведоци сме дека направиме една од најголемите раскрстици во потек е на тамошната проектна документација за две нови раскрстици, тоа е спортската сала и тоа е раскрстицата кај ловачки дом и Проевци, што ќе го заокружи целиот циклус на зелен бран од двата главни булевари и некои други почетни проекти во насока на решавање на потреба на граѓаните. Апелирам до граѓаните дека уредувањето на дворните места, која е собственост на зградата, е дел и од врските на граѓаните кои живеат во самите станови. Во сите тие наши акции кои ги правиме заедно со граѓанските здруженија и ЈП Чистото и зеленило, ги повикувам граѓаните се масовно вклучат во уредување на амбиентот околу колективните домувања и на некој начин да го направиме пристано место за живење тој дел на градот, односно местна заедница Гоце Делчев. Во полициската акција Гора, СВР Куманово поднесе кривични пријави против 3 лица од Куманово. Едниот од нив бил вработен во катастарот. Тројцата ја оштетиле државата за околу 4 милиони денари. Во рамките на акцијата Гора, СВР Куманово поднесе кривична пријава против ИА од Куманово, кој за време на извршување на делата бил вработен во Агенцијата за катастар, и против 2 лица, МН и НН од село Буковљане Кумановско, под сомнение дека првопријавениот сторил 2 кривични дела: злоупотреба на службена положба и овластувања и фалсификување службена исправа. Второ и трето пријавениот сториле 2 кривични дела: употреба на исправа на невистинита содржина и пустошење шуми. Првопријавениот во текот на 2010, 2012 и 2013 година по претходен договор со второ и трето пријавениот, како и со 5 други лица во Агенцијата за катастар на Република Македонија Куманово, по службена должност оформил предмет за наводна исправка на техничка грешка, и тоа за 4 парцели во катастарската општина Буковљане, кои биле собственост на Република Македонија, и 3 парцели од истата катастарска општина кои биле со неутврдено право на собственост. Истиот без никаков правен основ изготвил потврди во кои внел невистините податоци за собственоста на парцелите, а откако ги заверил со подпис и печат, ги спровел во електронскиот систем на катастарот, префрлајќи ги во имотен лист на 5 лица. Второ и трето пријавените, иако знаеле дека имотните листови содржат невистините податоци, во текот на 2014 година ги поднале како доказ за собственост поради добивање одобрение за сеча на огромно дрво во 2 катастарски парцели во вкупна количина од 567,50 метри кубни, за која исечена шума ја оштетиле Република Македонија во износ од 3.972.500 денари. Во основното општинско училиште во Караџич во новата учебна година ќе бидат организирани работилници со психолози. Ова се прави со цел да нема последици по развојот на децата по немилите настани кои се случија во месец мај во населбата Тоде Мендел.
за надминување на стрес и траума и за напредување на емоционалното здравје и развој на учениците. Во основното училиште во Кареджич од септември со работа започнуваат психолошките работилници со цел да им се помогне на учениците и родителите за надминување на травматските доживувања кои се случија во месец мај во оваа населба. Сметаме дека со она што се случуваше во мај месец, значи учениците, родителите и наставниците имаат одредени травматски доживувања, нели доживувања кои што можеби на детската психа би оставиле некоја негативна трага, и ние се организираме во училиштето од септември, значи со почетокот на учебна година, да стартуваме со циклус на психолошки работилници за надминување на стрес и траума, за унапредување на емоционалното здравје и развој на учениците. Работилниците ќе се одвиваат после наставата или некои денови од викендот. За почеток се планирани родителите и децата од училиштето, но не е исклучена соработката и со сите жители од оваа населба, кои што ќе имаат потреба од ваков тип на помош. Директорката Надица посочи дека психолошките работилници позитивно ќе влијат на психолошката состојба на децата и колку што е можно порано да се помогне на децата за надминување на негативните последици доколку постојат. Се што се прави, најдобро е да се прави превентивно. Значи, кога веќе се случиле такви настани, нели, да се помогне да се надминат негативните доживувања и негативните чувства, негативните емоции. Така да во секој случај сметам дека ќе има позитивно влијание, значи позитивно ќе влијае на секако на психолошката состојба и на децата и на родителите и на наставниците. Значи сите заедно ќе се обидеме заеднички да ги надминеме сите тие негативни, ако постојат, а се надевам дека не се толку нели силни за да го пореметат нормалното функционирање на дечињата. Психолошките работилници ќе влезат како редовна работа во училишната програма и ќе траат во текот на целата учебна година. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев беа представени фотографиите на Љупчо Илиевски, наречени Кокино мистичен шепот низ вечноста. Авторот Љупчо Илиевски вработи во Македонската радиотелевизија, му беа потребни 6 години за изработка на фотографиите за Кокино, кои бараа многу работа и трпение. Сепак на крајот кога ќе се подлече црта, овој труд се исплатеше, а поставените фотографии во Центарот за култура ќе ги представат убавините на Кокино. Господин Илиевски, од каде ја црпевте оваа енергија за изработка на овие прекрасни фотографии кои на некој начин ја символизираат сета убавина на Кокино? Па знаете што, во принцип, кога ќе се определам за еден локалитет, се обидувам да го представам од сите можни агли и во сите можни ситуации. Не е тешко, без друго, меѓутоа Кокино е магично само по себе. Значи, има исклучителна енергија и моќ, затоа што неговата убавина е повеќе слојна. Доле имате археологија, горе имате астрономија, ви дава можност за арт фотографија, за документарна фотографија, за интервенција во простор. Значи, сите можни типови на фотографија може да се изработат, но ќе повторам и нешто што го реков на отворањето. За овие фотографии стои цел тим. Значи, како да ви кажам, кога ќе се одреди една појава, се оди на Кокино, се бираат вистинскиот агол кој е потребен да се регистрира тој настан. Потоа, јас избирам објективи, стативи, светло, додатно и сите можни нешта што се потреби да се направат тие фотографии. Но, во принцип, тоа се мигови кои се чекаат многу долго, а траат многу кратко. И немате многу време за поправен испит. Затоа што има некои појави кои дури и да сакате не може да ги повторите. Се повторуваат на 25 години, најдрастичната појава. Меѓутоа, затоа дава многу можности. Карпите и небото се исклучително над Кокино и тоа треба да се долови. Проблемот беше во почетокот како да се кој правец да се фати. Изработените фотографии за Кокино ќе бидат изложени во Центарот за култура Трајко Прокопиев до 15 јули.
980 милиони евра се потрошени лани за јавните набавки, од кои 46% се за стоки и услуги, 30% за градежни работи и 24% за услуги. Во 2014 година биле објавени 15.738 огласи. Разликата меѓу бројот на објавени огласи кои изнесува близу 22.000 и бројот на случени договори се должи на деливоста на набавките. Поголемата вредност од договорите е на оние случени со странски компании, информираат од Бирото за јавни набавки. Според директорот на Бирото за јавни набавки Александар Аргировски, за истакнување намалувањето на постапките за преговарање кои во 2014 изнесувале 826, а предходната година биле 1452, а намалување бележи бројот на склучени анекси за дополнителни работи кои во 2014 година изнесуваа 86, а во 2013 184. Во текот на 2014 година се поништени 17% од објавените постапки и се забележува тренд на намалување. Тој посочува дека во 2014 година предизвик за процесот на јавните набавки било воведувањето на Советот за јавни набавки кој почна да функционира од 1 мај 2014. Станува збор за прилично робусен контролен механизам кој бараше доста логички подготовки како од страна на самиот Совет, така и од страна на Бирото за јавни набавки, бидејќи Бирото ги обезбедува логистички потребите на Советот. Имаше и одредени проблеми. Се разбира секогаш се јавуваат кога се воведува некој нов ваков механизам на контрола, но веќе од ова перспектива можам да кажам дека е создадена одредена пракса, појаснува директорот на Бирото за јавни набавки. Тој додава дека транспарентноста е главна превентивна мерка која се зголемува со продлабочување на користењето на електронските постапки за јавни набавки. Важен елемент во борбата против корупција според Аргировски е едукацијата, бидејќи како што вели тој, кога секој знае кои му се правата и обврските, тешко некој може да го манипулира. Инаку од почетокот на годината објавени се 8657 огласи. Системот функционира нормално и нема сериозни удари кои би предизвикале запирање на јавните набавки, додаде на крајот. Се поизвесен договор за иранска нуклеарна програма. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Рјабаков изјави дека Иран и светските сили се блиску до нуклеарен договор. Пентагон соопшти дека е убиен висок член на Исламската држава. Најмалку 150 нигерици се убиени во најновиот напад на Боко Харам. Вести од светот. Рускиот заменик министер за надворешни работи Сергеј Рјабаков изјави дека Иран и светските сили се блиску до нуклеарен договор. Тој вчера во Виена истакна дека сите страни сметаат оти оваа прашање ќе биде решено во наредните денови. Рускиот главен преговарач исто така рече дека посетата на директорот на Меѓународната агенција за атомска енергија Јукија Амано на Техеран помогнала за добивање поголема јасност во преговорите. Преговарачи од Иран, Британија, Кина, Франција, Германија, Русија и од САД работат на постигнување договор според кој Техеран би ја запрел својата нуклеарна програма во замена за олеснување на санкциите. Страните си поставија рок до 7 јули да постигнат договор. Американската армија соопшти дека при воздушен напад на коалициските сили во Сирија убиен е висок член на Исламската држава. Тој помагал за собирање средства и транспорт на оружје и доброволци за групата. Во удар на 16 јуни бил убиен Тарик бин Тахар Ал-Харзи, соопшти Пентагон. Тој е брат на друг екстремист, поврзан со нападот врз дипломатска мисија на САД во Бенгази во 2012 година. Претходно Пентагон соопшти дека братот на Харзи бил убиен во американски воздушен напад врз Мосул на 15 јуни. Речиси 150 нигерици се убиени во најновиот напад на Боко Харам во село на североистокот на Нигерија, наведоа сведоци на масакрот. Убиените претежно се момчиња и мажи додека се молеле во џамиите, но и жени додека подготвувале храна во своите домови. Над десетина екстремисти влегле во 3 оддалечени села во нигериската сојузна држава Борно, вчера по локално време, палејќи ги куќите во најкрвавиот масакар на таа екстремистичка група. Вооружените напаѓачи убиле најмалку 97 мештани во селото Кукави, најтешко погоденото место од страна на екстремистите на Боко Харам. Се наведува дека вчерашниот напад бил директива на Исламската држава, дека борците ги зајакнуваат нападите во текот на траењето на светиот месец Рамазан. Ден порано екстремистите го нападнаа селото Мусарам и им наредиле на мажите да се одвојат од жените и децата и тогаш започнале да пукаат. Убиени се вкупно 48 лица, додека 17 успеале да побегнат.
Во првиот настап од квалификациите за Лига Европа, фудбалерите на Работнички на гостувањето против Флора во Талин доживеа пораз од 1-0. Шкендија ремизираше со шкотски Абердин 1-1. И покрај подобрата игра во првиот дел од мечот, Работнички не успеа да обезбеди предност во дуелот со естонскиот состав. Најубавата можност Работнички имаше во 22-та минута, кога Милан Илиевски од слободен удар за малку не успеа да ја затресе мрежата на противникот. Сосема поинаква беше сликата во продолжението од надпреварот. Естонците го диктираа темпото, а иницијативата во гол ја претворија во 59-та минута, кога во листата на стрелците се запиша Гусев. Реваншот се игра за 7 дена во Скопје на арената Филип II. Екипата на Шкендија е единствената македонска екипа која остана непоразена на првите квалификацијски средби во Лига Европа. По поразите на Ренова од Дачи и на Работничкиот Флора Талин со по 1-0, црвено-црвените се изборија за реми со шкотскиот представник Абердин. Статистички гледано, овој меч на националната арена Филип II во Скопје беше изедначен, па резултатот 1-1 е можеби најправеден. Голови немаше до самиот финиш, кога прво составот од Островот поведе со 1-0, откако прецизно стрелаше Мегин во 79-та минута. Шкендија го возврати ударот само 5 минути подоцна, кога еден мајсторски гол со глава постигна резервистот Кировски. Реваншот во Шкотска се игра за 7 дена. Меѓународен спорт. Американските власти побараа испорачување на 7 челници на ФИФА уапсени во мај во Цирих под обвинение за корупција. Меѓународната кошаркарска федерација ФИБА ќе формира ново клупско надпреварување во Европа, кое што земајќи ги предвид и квалификациите ќе брои 100 екипи. Швајцарските власти соопштија дека американската амбасада во Берн во средата поднела официјално барање за екстрадиција на челниците. Седумината од ФИФА беа уапсени 2 дена пред Конгресот, на кој што подоцна повторно беше избран претседателот Сеп Блатер, но тој 4 дена подоцна поднесе оставка. Блатер не е опфатен во истрагата која покрена американските правосудни органи, додека и самиот тој пред германските медиуми ја негираше својата вмешаност во корупцијата. Сите уапсени челници од Јужна и Северна Америка најавија дека ќе се борат против екстрадицијата. Меѓу опсените се и подпредседателите на ФИФА Џефри Веб од Кајманските острови, како и уругваецот Еухенио Фигередо. Челниците на ФИБА официјално го представија својот план, според кој веќе од есенонска ќе се игра ново европско клупско надпреварување. Според форматот во новото надпреварување би требало да учествуваат 100 екипи од 40 европски земји, а по квалификациите бројот на учесниците ќе биде сведен на 64. Тимовите ќе бидат поделени во 16 групи, а по првата рунда место во следната фаза ќе обезбедат првите 2 пласирани екипи од секоја група, кои пак ќе формираат нови 8 составени од по 4 екипи. Во следната рунда ќе се пласираат првите 2 најдобри клуба, со тоа што ќе играат плей-оф. Шампионот ќе се решава на Final Four надпреварување. Следува временската прогноза. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.